Годинава со само еден проект граѓаните на Кочани и Оризари ќе добијат 4 километри асфалтирани и комплетно уредени улици, а со друг проект ќе ја почествуваат привилегијата за најдобро осветлен град во државата. За 2 дена градоначалникот Радко Димитровски потпиша 2 исклучително вредни договори кои суштински ќе ги променат состојбите во овие 2 инфраструктурни проекта. Нивната вредност која изнесува близу 2 милиони евра сама по себе зборува колку се значајни, особено ако се има во предвид долгорочноста и придобивките на граѓаните од аспект на подобрување на квалитетот на животот. Со договорот за изградба и асфалтирање на 10 улици вреден 1 милион евра, стотици семејства во Кочани и во Оризари конечно ќе го решат веројатно најголемиот нивни проблем. Да не газат кал и прашина и да не ги кршат автомобилите по нерамните земјени патишта, туку да се движат по модерни сообраќајници со комплетно решена инфраструктура. На асфалтот ќе му се израдуваат жителите на улиците Орце Николов, Февруарски поход, Ѓорче Петров, 13-та македонска бригада, Димитар Лазаров, македонска разловечка востание и 15-ти македонски корпус, Пиринска 554 во Прокарка и Јанка Стојменова во Оризари. Чекаме толку време, али до сега још нема. Упано е да се става. Па од 75-та. И како е без асфалт? Зимно време кало, летно време? Па тако, ама што да управиме? Чекаме, ај ќе направат денеска, утре. Те обеќава да направат, а дали ќе направат, кога ќе направат, ќе видиме. Останува да се види. Како е движење? Не е згодно, лошо, ама што да правиме, не може. Што има по улиците зимно време? Па кал, вода, стек, знаеш кој не уреден. Тешко возат колите, автомобилите? Па тешко е, чим не е направено, се терсене, ама мора. Па едно 35 години. Асфалт? Никако. Немате видено? Никако нема видено. Вода дојде, однесе, не може да се одбранеме под улицата, што сме, не може сите да бидат на центар или над улицата. Едни мора, едни одоле, едни одозгоре. Ке биде и сега изгледа конечно. И обеќаа. А иначе многу е, кога дојдат на многу води, многу. Па и кал не се излегува. Дупки, прашина, ако се дигне тука, ние со мали деца сме и така. И па годините литат. Сега ако биде ќе биде убаво. Па не знам како е уплано. Гледам тука. Треба да се асфалтира, да. До тераса некои канализации, нешто што фали од водовод и така. Или ако лошо и за колите се кешат. Па и за колите дупки. Ја многу пати ние поправаме го. Попуниме дупките, ама па тоа водата однесе. За нас многу значи. Да не газиме као, да го убаво. Какви проблеми имавте, еве? Па Колку години не е асфалтирана улицата? Никош не е асфалтирана. Мислам, пуќата од која е направена не 40 години. Идеме по кај поправаме. Растуре, дојде дош. И така. Па како да на 500 метри, може повеќе. Ви представуваше ли проблеми кога има врнежи време? Не дај Боже да се тука. Катастрофа. Носе се живо ние. По секоја врнежи мора да поправаме. Ангажираме кој сака, кој не. Вториот договор тежок 53,5 милиони денари значи комплетна замена на 3125 сијалични места со LED светилки кои ќе значат крај за темните улици и за 65% помали издатоци за потрошена електрична енергија годишно. Или пресметано од сегашните 220.000 евра, кои на годишно ниво му се плаќаат на Евана за струја за улично осветлување, по замената на светилките, овој трошок ќе биде преполовен и ќе изнесува околу 100.000 евра. Кога кон тоа ќе се додадат и намалените трошоци за одржување на осветлувањето, ќе се добие уште поголема вкупна заштеда. Најверојатно сигурно ќе е поквалитетно Има ли тука кога не свети ноќе, кога се темни улици? Па дешавало се тука на зиме туа беа и на рамии беа оплачкали. Акумулаторите беа извадили на тракторите, гориво, на таа ноќ на 4 места. Имаше кражба. Кога нема светло и децата се Па како не од школа дојде пречека од ги родителите. на патот долидат. Немаше, дешавало се. Сега малку ставаме си нешто на свој грб си ставаме. Поради сите овие аргументи, стручњаците велат дека овие две инвестиции се вложување во иднината на градот и на граѓаните. Овие два проекти ќе се реализират до крајот на оваа година
асфалтирањето на улиците кој ќе започне негде за 10 дена, ќе биде воведена фирмата Евролинк од Гевгелија, ќе биде воведена во работа и ќе отпочне со градежните работи за асфалтирање на улиците. Така да со ова околу 4 км улици во градот ќе бидат асфалтирани. А вториот проект е за реконструкција на уличното осветлување. Со овој проект ќе се изврши замена на 2795 сијалици и дополнителни уште некоја сијалици, ќе додат околу 3000 сијалици ќе бидат заменети со нови сијалици со LED технологија, така што заштедата на овие нови сијалици ќе биде околу 60% во однос на старата технологија, така да досега имаше ангажирана моќ од 393 киловата, со новите сијалици ќе имаме ангажирана моќ од 177 киловати. На тај начин општината ќе заштити доста средства и планираме со средства кои ќе ги заштити од плаќањето на електрична струја, овие сијалици да бидат отплатени во наредните 36 месеца. Двата крупни проекти инаку се надобразуваат на претходно реализираните со замена на водоводни цевки, изградба на атмосферска канализација и решавањето на повеќе други прашања кои значат континуирано менување на ликот на Кочани и населените места во склад со европските стандарди.